Актуелните кризи со кои се соочува македонската економија не го заобиколија рударскиот сектор, но тој уште еднаш покажа дека е витална стопанска гранка која може да се соочи со најтешките предизвици, изјави во интервју Ивица Талевски, претседател на Македонската асоциација на рударство. Македонскиот рударски комплекс креира околу 8.000 работни места и е една од ретките домашни индустријски гранки, која бележи суфицит во трговската размена со странство, која годишно надминува $200 милиони, од кои над 75% отпаѓа на извоз на метални руди. Во 2020 година дури 30,7% од вкупните директни инвестиции кои пристигнале во земјата биле во рударството. Потенцира Талевски. Во однос на високите цени на енергијата, претседателот на Македонската асоциација на рударство изјави: Доколку негативните трендови продолжат, тогаш нашата држава треба сериозно да се размисли како да им помогне на домашните индустријски капацитети, вклучувајќи го и рударството, за да можат да го одржат своето производство и својата конкурентност на странските пазари каде што извезуваат. Ова особено е значајно и заради фактот што странските компании од оваа индустрија веќе добиваат од своите држави значителна поддршка, најчесто во форма на субвенционирана цена за електричната енергија. Наведува Талевски. Во интервјуто, претседателот на Македонската асоциација на рударство го нагласува и значењето на градењето по голема доверба кон рударската индустрија. Треба да се дефинира долгорочната стратегија за развој на македонското рударство, да се воспостави ефикасен систем со кој ќе се осигура дека сите деловни субјекти во оваа индустрија и да се работи на градењето доверба и ефективна соработка со сите засегнати страни. Потенцираше претседателот на Македонската асоциација на рударство Ивица Талевски. Како добар пример за одговорна рударска компанија која има поставено држливоста во фокусот на целокупната своја развојна стратегија, Талевски го посочува рудникот Саса, кој во изминатите 5 години инвестираше над $30 милиони во целокупната модернизација, како и дополнителни $25 милиони во новата капитална инвестициска програма, чија реализација е во тек и која треба да овозможи стабилно производство на Саса во наредните години.